Во 768 година почина францускиот крал Пепин ле Бреф, првиот монарх од династијата Каролингија. За време на неговото владење од 747 година тој се бореше против ломбардите во Италија, ја освои екзархијата на Равена и ги постави темелите на папската држава во Италија. Во 1834 умре кралот Педро IV од Португалија. Во 1807 година, кога французите ја нападнаа Португалија, тој избега во Бразил, каде што во 1822 година им се придружи на бразилците во борбата против португалската колонијална администрација, ја основа Бразилската империја и се прогласи за император. По смртта на неговиот татко Хуан VI во 1831 година, тој се откажа од Бразилскиот престол, се врати во Лисабон и стана крал на Португалија. На денешен ден во 1852 францускиот инженер Андри Гифар го направи првиот воздушен лет со парја и леташе 27 километри од Париз до Трап. Во 1884 година роден е турскиот државник и воен лидер Мустафа Исмет Инети, учесник во младотурската револуција во 1908 година, председател на Турција од 1938 година по смртта на Кемал Ататурк. Тој го демократизираше авторитарниот режим во Турција, дозволи формирање политички партии во 1946 година и поднесе оставка во 1950 година кога Демократската партија победи на изборите. Во 1911 година роден е рускиот државник Константин Устиновиќ Черненко, кој беше лидер на СССР и генерален секретар на Советската комунистичка партија 13 месеци. Тој дојде на овие позиции со веќе оштетено здравје по смртта на Јури Андропов во февруари 1984 година и остана до неговата смрт во 1985 година. На овој датум во 1915 година Франција и Велика Британија го отворија Солунскиот фронт во Првата светска војна, на кој се испраќаат сили од фронтот на Галиполи. Во 1941 година владите на 15 земји, вклучувајќи го и кралството Југославија, ја подпишаа Атлантската повелба на конференција во Лондон. Повелбата од 8 точки беше прогласена на 14 август од американскиот председател Рузвелт и британскиот премиер Черчил, како политичка програма на сојузниците во борбата против силите на оската во Втората светска војна. Тој документ подоцна послужи како основа за повелбата на Обединетите нации. Во 1971 година Велика Британија протера 90 советски дипломати за наводна шпионажа. Во 1988 година на Олимписките игри во Сеул, канадскиот спринтер Бен Џонсон постави светски рекорд во финалето на 100 метри на 9,79 секунди. 6 дена подоцна беше утврдено дека е допингуван, а резултатот беше поништен. Златниот медал му беше одземен. На овој датум во 1990 година председателот на Западна Германија Ричард фон Вајцаекер подпиша договор за обединување на двете германски држави. Потоа Источна Германија формално го напушти Варшавскиот пакт. Во 1993 кралот Нородом Сиханук го презеде камбоџанскиот престол и подпиша нов устав што ја прави Камбоџа уставна монархија. Во 1970 година Сиханук беше соборен со државен удар од десничарскиот Лон Нол, а Камбоџа беше прогласена за република. Во 1996 САД, Русија, Кина, Велика Британија и Франција го подпишаа законот за забрана на нуклеарни тестови. Во 1996 година умре рускиот агент Павел Судоплатов, кој според западните извори го украл американскиот план за атомска бомба и го организирал убиството на рускиот револуционер Лав Троцки.
Во 1998, еден ден откако Обединетите нации ги повика југословенската влада и косовските албанци да стават крај на конфликтот и насилството во Косово, Советот на НАТО го одобри издавањето на закон за предупредување за ограничени воздушни дејствија и за фазни воздушни операции на Косово. Во 2000 година, 10-годишното автократско владење на Слободан Милошевиќ заврши со победата на здружената опозиција на изборите во Србија и СР Југославија. Не сакајќи да го прифатат поразот, тогашната владеачка социјалистичка партија на Србија и незиниот водач Милошевиќ предизвика постизборна криза што се закани со граѓанска војна во Србија. Кризата заврши на 5 октомври по масовните протести низ цела Србија, а нов претседател на СР Југославија стана Воислав Коштуница, лидер на Демократската партија на Србија и претседателски кандидат на ДОС. Во 2001 година, американскиот претседател Џорџ Буш им нареди на американските финансиски институции да ги замрзнат сметките на 27 групи и поединци осомничени за помагање на терористите. Во 2006 година умре британскиот композитор Малком, автор на музика за оскаровскиот филм Мост на реката Квај. Компонирал музика за повеќе од 130 филмови, 9 симфонии, 7 балети, 2 опери, мюзикал и повеќе од 20 концерти. Во 2009 година Советот на безбедност на Обединетите нации усвои резолуција со цел ослободување на светот од нуклеарното оружје. Седницата ја водеше американскиот претседател Барак Обама. Во 2013 година земјотрес со јачина од 7,8 степени според Рихтеровата скала го погоди западен Пакистан, при што загинаа 376 луѓе, а 550 беа повредени.